Ние зборувавме и минатата година дека ни треба вашата поддршка за да ставиме крај на владењето на СДСМ и ДУИ, да ставиме крај на владењето на Али Ахмети, на Зоран Заев и на Венко Филипче, а сега отскоро рамо до рамо со нив и Димитар Апасиев, таа тројна црна коалиција на ДУИ, СДСМ и Левица, која што освен со црна кампања со ништо друго не се занимава, нити изборуваат за своето време, нити изборуваат за што направија, односно во случајов со Прилеп ништо не направија, камен не помрднаја и ништо не вложија во градот, но еве ги повторно се обидуваат да станат фактор на политичката сцена и да ги диктираат условите во политиката. И затоа ни е потребна масовна референдумска излезност на 19 октомври за да завршиме работата во првиот круг за мнозинство во Советот и за градоначалник од редовите на ВМРО-ДПМН. Очајни, панични, гледам дека се свесни што ќе се случи, па се обидуваат во последните денови да внесат и помалце би рекол во целата работа и хумор и сатира, но пред се ја покажуваат сопствената паника, па еве го вчера не издржа и Стево Пендаровски, кој што вие народот на минатогодишните избори го поразивте како никој друг предходно, ни срам, ни перзде, излезе, зборува, раскажува бајки, раскажува приказни, вели 90% од политичарите биле обседнати со тајните служби, демек тој не бил, а пола интервју му беше за тајните служби и само потврди дека ги злоупотребувал затоа што информациите кои што ги сподели јасно покажуваат дека ја користеше агенцијата за разузнавање не за да ја штити Македонија надвор како што ја работата, туку за него да му помага политички. Колку му помогна политички, виде минатата година со најголемиот пораз кој што било кој, било кога го видел. Од една страна имаме такви манипуланти, луѓе кои што ништо не работат, луѓе кои што раскажуваат рибарски приказни, од друга страна имаме луѓе кои што сакаат да работат за да оставиме нешто позади себе. И затоа е многу битно после овие избори да добиеме огромна поддршка да може да продолжиме онаму каде што почнавме пред 1 година и 3 месеци. Затоа што на овој ден е честно да се каже дека националните предавници се позади нас, дека оние кои што национално ја обезличија Македонија се позади нас, затоа што на 11 октомври не почна восстание кое што беше идеолошко на комунисти против ројалисти, туку почна восстание кое што беше национално и кое што го водеше македонскиот народ против окупаторите, а не против администраторите. И тоа треба да го кажеме затоа што ревизија на историјата правеа оние кои што од минатата година се минато. И затоа ни е потребна голема масовна референдумска излезност за да можеме да продолжиме да ја штитиме, да ја браниме и да ја градиме Македонија на чело со премиерот Мицкоски, кој што ќе биде најголема поддршка на Дејан Продановски за заеднички да работиме, за веќе во 2027 година да пресечеме црвена лента на нов автопат Прилеп-Битола, да го градиме Прилеп и да ја градиме цела Македонија.